Драги гледачи, денеска се наоѓаме во Крушево, една од најатрактивните дестинации, која што полека станува една од најатрактивните дестинации во Македонија. Односно, Крушево полека, но сигурно започнува да ја развива онаа туристичка приказна Крушево дестинација за 4 сезони. Ако порано Крушево важеше место каде што граѓаните на Македонија доаѓа само во зима за 2 август или пак чат-пат по некој викенд, таа слика веќе одамна е променета. Години назад Крушево е една од 5-те топ светски дестинации за развој на парагледерството, а за атрактивноста на овој град придонесуваат и големиот број настани кои што се случуваат тука, како на спортски, така и на културен план. Кога сме кај културата, она што е најново поврзано со Крушево е тоа што пред неколку денови Крушево, страна на Министерството за култура, беше прогласено за град на културата за 2023 година. А тоа значи голем број активности се до крајот на оваа година, а големиот број на културни активности секако ќе придонесат за развој на туризмот, односно привлекување на голем број посетители. Тука со мене е градоначалникот на општина Крушево, господин Томе Христоски, со кој што ќе поразговараме околу туристичките потенцијали кои што навистина ги има ова место. Господине Христоски, еве да почнеме со она што најново го најавив, а тоа е Крушево, град на културата, престолнина на културата за 2023 година. Кои активности планирате да се одржат тука во највисокиот град во нашата држава? Ви благодарам за одличната најава. Добре дојдовте во нашето убаво Крушево и продолжуваме да градиме, како што кажавте, успешна приказна за сите нас. Она што значи развој на туризмот, она што значи град на историја, култура и традиција. И сето тоа негување сака и сето тоа го правиме изминатите години и добиваме и на повик и на донаторите кои ни стојат на располагање и на сите оние затоа што е Крушево примамливо и посакувано од ден на ден. Она што го правиме ние е Крушево да го направиме дестинација за сите 4 сезони и оние сите настани што ги правиме не ги сконцентрираме во еден период од годината, туку тие ги развлековме во сите 4 сезони. Започнувајќи од април до 31.12, што викаме. Започнуваме со повеќе манифестации и содржини, културни, спортски, историски, негување на традицијата на крушевчани и така натаму. Движечкиот мотор на туризмот во Крушево се параглайдеристите и змајарите кои што тука доаѓаат буквално од целиот свет. Затоа што знаеме за тоа сепак влијаат одличните термички услови, одличните временски услови кои што нудат можности за развој на овој спорт. А кога станува збор за овој спорт, оваа година тука ќе се одржи и светско првенство во змејарство. Она што ние сме должни како општина е да изградиме инфраструктура која значи раст и развој на туризмот. Изминатиот период оди во подем авантуристичкиот туризам, како што е параглайдерството и змејарството. Од аматерски, кои затекнавме првенства во Крушево, денес имаме, или оваа година, организираме 7 меѓународни надпревари, како што е англиското државно, чешко, словачко, словенско и за прв пат оваа година германското првенство, државно првенство и меѓу кои и светското првенство за змејарство. Во тој период очекуваме голема бројка на посетеност, покрај нив спортисти. Знаеме дека во 2019 година се одржуваше и светското првенство за параглайдерство, во кое имавме рекорден број посетеност, да речеме од 49 земји во светот, околу 150 надпреварувачи, но не се тука само надпреварувачите, тука се оние следачи, гледачи, посетители, кои Крушево примамливо во тој период од годината, не само во градот. Колку посетители очекувате за ова светско првенство во змејарство и кога ќе се одржи? Очекуваме вкупно за сите надпревари над 2500 до 3000 посетеност. Кога станува збор за овие адреналински спортови, освен параглайдингот и змејарството, Крушево посветува внимание, односно го најде својот рецепт за привлекување на туристи и во однос на другите вакви спортови кои што ги привлекуваат љубителите, како што се планинарењето, планинскиот велосипедизам. Обележавме изминатиот период 42 километри патеки за велосипедисти. Она што во наредниот период ќе го имплементираме е даунхил патеките, заедно со градот Елбасан од Република Албанија, меѓуграничен проект од Европска унија, добиен од страна на општината. Се надевате дека планинскиот велосипедизам ќе добие назначение исто како параглайдерите? Па таа е нова таргет група која ја направивме, мислам, која заедно со мојот тим
веќе ги успоставивме контактите со повеќе организатори на тие манифестации, веќе имаме најава за големи очекувања, она како што е параглайдерството, да имаме нова содржина велосипедизмот. Спортистите веќе одамна се ваша таргет група, кои што исто така се, како што кажавме, движечката моторна сила на туризмот. Оваа година за прв пат ќе се одржи и трофи 4x4 наречено, кое што каде што ќе присуствуваат голем број на теренски возила од целата држава, па дури и од странство, кои што тука мислам дека ќе бидат 3 дена во месец мај. Точно така, на 19, 20 и 21 мај веќе се откупени поголемите капацитети или хотелскиот дел во Крушево. Ќе имаме голема трофи или офроуд тури низ Крушево, каде што голем број на тие спортисти од тој дел на авантуристичкиот туризам ќе не посетат во Крушево, и Крушево навистина од ден на ден повеќе заликува на авантуристички, но и препознатлива и посакувана дестинација за сите. Го спомнате тука и пливачкиот маратон, можеби некој ќе се зачуди како Крушево има пливачки маратон, но еве за тие гледачи кои што не знаат или не го посетиле Крушево, што не верувам дека има некој од држава што не го посетил преубавото Крушево. Крушево има едно мало вештачко езеро кое што е навистина прекрасно и тој предел наликува на можеби на швајцарските Алпи. Вие успеавте во едно такво мало езеро да организирате пливачки маратон. Точно така, на Крушевското езеро ние претходно ја овозможивме услови. Што значат тие услови? Ја тестиравме самата вода дали е добра за капење или за одржување на вакви настани. Не е тука само пливачкиот маратон, тука имаме кајакарење заедно со аутдор фестивалот. Пливачкиот маратон за пливање, тоа е државен надпревар која се одржува 3-та година поред во Крушево. Кои поголеми културни настани се планираат ова година во однос на одржување на концерти, аутдор фестивали и така натаму? Тука е настанот Уенин Крушево, каде што млади ентузијасти од Крушево по потекло сега работат надвор од Крушево, го организираат тој настан и од година во година привлекува се повеќе гости. Само за еден викенд минатата година привлечуваме околу 2500 гости, туристи од државата и надвор од неа. Има тука, организираме заедно со екстрени уметници, ги вклучуваме локалните даватели на услуги, рестораните, хотелите да се приклучат, затоа мора ние да градиме партнерски однос, да имаме подобра локална економија. Ако гледаме само за нас како општина, тоа не можеме сами никогаш, мора затоа да градиме партнерски однос не само со давателите на услуги, туку и со организаторите. Тие да имаат да го прават својот интерес, а од друга страна да имаат интерес и локалните давачи на услуги. Тука е исто така манифестацијата 10 дена Крушевска република, на која сум јас и воедно и председател на самиот настан. Одржување во таа 10-дневна програма ќе имаме повеќе содржини од областа на културата, спортот, историјата, негување на традицијата и традиционалните вредности, на духот на живење на илинденското востание. Коњаницата ни доаѓа од Скопје, веќе воспоставуваме контакти како тоа подобро да одекне не само кон домашната публика, туку и кон странската публика. Она што исто така правиме напори, она децениски проблеми што имавме во минатото е недостигот на вода за пиење. Веќе во наредниот период ќе се реконструира и правиме мониторинг систем на во самиот град на главната водоводна мрежа и терцијалното поврзување со индивидуалните приклучоци, а тоа се куќите и рестораните и хотелите. Мислам дека ќе имаме и се надевам дека ќе имаме заштеда тука затоа што имаме огромни загуби на вода во изминатиот период и тука гледам, меѓутоа не седиме и не стоиме така рамнодушно да не зафаќаме во на дополнителни води, работиме со физибилити студија заедно со странски донатори како да дојдеме до капка повеќе вода. Да, која спомнате водата, таа навистина представува голем проблем и за самите жители, но и за туристите кои ќе дојдат, а нема вода, тоа навистина влијае негативно за развојот на туризмот. Дали би можело видно да се најдат тие нови извори со вода? Ние не смееме да дозволиме, посебно на посетителите и гостите, да оставаме лоша слика. Она што во моментов работиме е на позитивна клина и успешна приказна за нашето Крушево. Тоа го правиме заедно сите. Не се ставам само јас во така надредена позиција, туку заедно со мојот тим и заедно со нашите сограѓани можеме да направиме успешна приказна и сите оние што му мислат добро на Крушево. Спомнавме за зимата, дека има се помалку снег, но и оне снег кога ќе падне некогаш создава проблеми околу чистењето на улиците, а тука е и паркинг просторот. Значи нема каде да се паркира возило кога ќе дојде туриста, не остасува паркинг простор. Како во иднина ќе го планирате да го решите овој проблем? Што е многу битно за Крушево е тоа да направиме
дестинација. Одржлива дестинација ќе направиме да сите овие работи кои ги напоменавте и кажавте, да од една страна ни дојдат се повеќе гости и туристи, од друга страна имаме подобра економија, но ние како општина и јавното комунално предпријатие да му се ставиме во служба на граѓаните. А тоа значи подобри, почисти улици, јавната чистота и чистењето на снегот треба да бидат врвен приоритет на општината и тоа го правиме, меѓутоа со символичен буџет повторно ќе кажам успеваме да се справиме со сите овие предизвици кои ги кажавте до сега. Еден од проблемите кои што ги има не само Крушево, него и цела Македонија е иселувањето. Кога станува збор за иселувањето, тука и недостигот на човечки ресурси, човечки кадар во угостителскиот сектор, кој што е буквално погоден во целата држава. Знаеме дека последните неколку години хит дестинација за оние кои што работат во овој сектор, кувари, келнери и така натаму е Хрватска. Сигурно и вие го имате овој проблем. Ни престои нова сезона, како што кажавме, очекуваме голем број на туристи во Крушево, но немаме работна рака. Како ќе се справиме со тоа, односно како угостителскиот сектор ќе се справи со тоа? Точно така, вие сте во право повторно. Ќе кажам на тоа дека младите се иселуваат. Овој тренд не е само од Крушево, туку тоа е глобален проблем на државно, на балканско, на европско ниво. Има преселување, но ние сме должни да ги задржиме младите на повеќе начини. Јас викам, не можеме сите да бидеме во државно. Повторно ќе кажам, мора да бараме алтернатива, а кај гледам таа алтернатива е да бараме приватни, атрактивни, слободни работни места. Да ги увериме и да ги увериме оние донатори да вложат во Крушево, затоа што може да се живее и младите да ги задржиме во градот, поуспешни да бидат и да гледат својата иднина тука во Крушево, да придонесуваат нормално за градот, за општината и за самите себе си. Наш денешен гостин е и Татјана Хасану, од раководител на секторот за локален економски развој во општина Крушево, со која што ќе поразговараме околу проектите кои што значат развој на туризмот во овој град. Кога станува збор пак за овие проекти, еден од позначајните кои што се реализира во овој момент е оној проект со гранична соработка со албанскиот град Елбасан. Така е. Проектот Крушево и Елбасан, призната туристичка прекогранична дестинација, веќе е во втората година од својата реализација. Како што јавноста веќе е информирана, во рамките на овој проект изграден е паркинг пред полетиштето во Крушево, во рамките на параглайдинг центарот, што временските услови дозволат, ќе отпочнеме со уредување на дел од дворната површина во рамките на таа катастарска парцела, како основа за поставување на урбаната опрема. Исто така ќе се уреди со средства од општина Крушево, ќе се уреди просторот околу објектот на полетувалиште, со што параглайдинг центарот ќе биде целосно изграден инфраструктурно и опремен со потребната урбана опрема, која што е барање на организаторите на надпреварите. Во рамките на овој проект, како дополнителни активности кои што се очекува да отпочнат, се поставување на смарт лед осветлување во градот Крушево, како и изградба на даунхил, урбан даунхил патека, која што е во една друга насока, во насока на привлекување на велосипедистите како една голема целна група, што ќе значи нов допринос кон локалната економија, кон развојот на локалната економија во Крушево. Кога станува збор за параглидеристите, исто така станува збор за еден проект кој што за прв пат се реализира во тој дел на Мечки камен, односно реконструкција на патот од бензинската пумпа, односно од местото викано Порта, па се до самата споменична целина, но тој пат е значаен пат за параглидеристите затоа што поминува покрај самото полетиште на Мечкин камен. Токму така. Тој пат ќе значи имплементацијата на овој проект ќе значи дополнителна вредност од аспект на подобрување на пристапноста на центарот за параглайдинг во Крушево и неговото позиционирање како едно од најдобрите полетувалишта во светски рамки, што потврда за тоа и самите параглайдинг надпревари кои што се организираат секоја година во Крушево, се повеќе на број, но истиот пат води и до легендарниот Мечкин камен, не смееме да го заборавиме, поради своето значење не само за Крушево, туку и за нашата држава, историјата на нашата држава. Тој пат ќе се проектот опфаќа реконструкција на коловозната конструкција, тротоарите и изградба на нов паркинг простор. Во иднина на кои проекти ќе се посветите за развојот на туризмот?
Во фокусот на нашите напори и активности е изградба на дополнително, односно алтернативно полетиште, за да се прошири капацитетот на постојното полетувалиште, бидејќи како се проширува капацитетот, истиот се исполнува. Тоа значи се поголем број на параглайдеристи и туристи кои што доаѓаат во Крушево. Во таа насока е и потребата од изградба на ново алтернативно полетиште, но и подобрување на пристапноста на ски центарот Станич и адреналинскиот парк таму. Се надевам дека нашите напори ќе влодат со плод, бидејќи активностите кои што ги планираме во рамките на овие проекти се реална потреба на целните групи и произлегуваат од потребите на лице место. И како што можеме да слушнеме од целиот овој разговор и на почетокот од него, а тоа е дека Крушево продолжува интензивно да ја развива таа туристичка приказна, Крушево дестинација за 4 сезони и тоа многу успешно го прави, а доказ за тоа е зголемениот број на туристи кои што ги има се повеќе и повеќе секоја година.